Чудо невидено е како нема жртви. После вчерашното, за време на вчерашното невреме, за она трагедија која што се случи со водата во Гостивар за пиење, за троењето, просто е неверојатно како нема жртви. И тоа треба да ни биде огромна опомена. Дека треба да ги отвориме очите, да се разбудиме и конечно да воведеме ред и закон во држава. Ова вчера расчистувавме тука една улица, мислам нема што многу да расчистуваш, сега ти ги расчистуваш тие парчиња помали од стаклена волна што паѓала од кровови, од имате стари кровови со изолација стаклена волна, вчера толку стаклена волна немам видено. Ова е од некои помали гранки, лисја, ама крупните овие работи не смееш, не можеш и не смееш да ги отстраниш затоа што се чекаше увид записничар, пример дрво паднало врз 3 коли. Се не можеш тоа и да сакаш не можеш да го отстраниш, значи тоа треба механизација. Второ и некои помали гранки, мислам помали, тие огромни гранки не вајде, па не можеш чекаш увид да дое полиција да направи, така што врзаните се раце се као обичен граѓанин се, мислам, она што можеш да го направиш, она ситното да го тргнеш од улица, чисто да можат коли да прајат. Вчера се покажа уште еднаш како е градено во Скопје изминативе 3 декади. Какви кровови се прајани, со какви штафни се прајани, или како се викаат тие, со дрвени, од лим, што викаат луѓе со 5 шајки го закувале лимон и треба човек да се нада дека тој нема да биде отворен како паштета. А бевме сведоци дека кровови дури на нови згради, кај што квадрат чини 3000 метри, овој 3000 евра, 2500 евра, крововите вака како паштета беа отварани од ураганскиот ветер. Стварно е чудо оние кровови што паднаа низ Скопје на места кај што обично тука има луѓе. Се движат луѓе, има проток на луѓе нонстоп. И просто е чудо, дали дека почна невремето јако, па оние 5 минути дека не почнале кровоиве да се отвараат како паштети, у тој јас од 5 минути народот веќе се засолнил и што бил на улица се потргнал, трчал према дома или појма немам што. Така што веројатно тоа тие некој јас од 5, 6, 7 минути придонел за тоа да не се најдат луѓе на улица на многу места каде што цели кровови од зграда беа разнесувани и паѓа на улица. Поготово и овдека дел ја кај што живеам, значи некој радиус на потек Хотел Карпош, Драмски театар, до горе Педагошка, до горе Млечен, до вамо до Машински технолошки факултет, значи некој тој радиус поима нема од колку метра. Само дрва колку има уништени од корнати, убави големи што беа дрва, кои што на одредени места фрлаа огромни сенки, имало тука клуб и градинката, што е тука оваа приватна, 5-6 дрва се откорнати. Значи само во како да го кажам, тој дрвава кај што влагаат во тој дрвен фонд, како да го наречам, не знам, значи има огромна штета. Огромна штета за која што ќе треба години да поминат тоа да се надокнади, да се посади дрво, тоа да изникне, пак да почне да фрла таква сенка. Значи, катастрофа. Оно што се покажа, како што реков и уште еднаш, колку во Скопје се градело фушерајски, со најлоши материјали, најлоши изведби, само да се помине поевтино, да не зборам за кој знае колку поткровија кои што во декадите во минатото буквално биле на диво направени. Не знам како успеале да издействуваат дозволи. Уствари се знае како што беа се од ветрот разнесени, оштетени.
О, мајко мила. Абе, тоа е една што ви зборев. Значи, ваквите моменти треба да ни бидат шамар што ќе носвести. Треба, ама џабе, ја мислам дека џабе се. Што сега, нека пуштат градежни инспектори да шетаат сегде по градов, по дививе градби, по оние чуда на наводно што се правеа. Шо ќе утврди градежнава инспекција? Дека се праени на несоодветни места, дека се праени со несоодветни материјали, дека е штелувани, дека се тестовите за статика, дека ова, дека оно, дека милион, шо? И шо ќе утврди, шо е? И ќе утврдат и шо ќе ги рушат, а? Сам готова ствар е тоа. Ја ви кажав, луѓето од тој сектор, од геодезијата, од тие работи, го познаваат типов, што сум ви спомнал порано. Го знаеа како Симо Грофот. Он беше главен и одговорен за изведба на браната Козјак, во тоа време втора земјена брана по големина во Европа, што беше направена по врвни стандарди, наша скопска Козјак. Типот иначе беше голем фраер од неговиот сектор, луѓе го знаат, во секоја смисла беше голем фраер, поранешен експерт на Обединените нации од Југославија за изведба на брани, за такви работи. Кај нема и да направено брани до Либан, ичке си мати. И кога беше онаа водната бомба во Стајковци, поплавата, кога имаше загинати, ние у тоа време седевме некаде, појма немам. И он мене вака ми кажа, покојен за жал више, и он мене вака ми кажа, гледаш вика згради на водно, сум ја кажал приказна. Ваква водна бомба, феномен, како во Стајковци да се случеше на водно, сите тие вика згради што ги гледаш до Партизанска ке се лизгава. И тоа ми го кажа. Тоа подпорните ѕидови, вика там, тоа е смејурија. Ама тоа е, вика, смејурија под сила на природата, под едно, појма немам такво свлечиште, клизиште што викаат и така на лизгање на земјиштето. Абе вика до Партизанска, тоа ќе се тоа како кула од карти, вика ќе го снема. Ова која година беше таа водната бомба? Не памтам, 2014, која година беше во Стајковци. Што значи Скопје на Господ Белјата што е правено дека 35 години. И ова Господ не го расчистува тука кај нас. Него работава е дај да се види кои инвеститори правеле кровови, реновирале подкровја, кој правил бесправно, која у секоја, колку згради има по Скопје кај што бесправно се подкровјата узурпирани, а? Подкровјата се узурпирани, дозволи се добивани, мезанините се узурпирани, благодарение на мезанините излезите во случај на пожар се блокирани. Во аеродром имате такви случаи. Во зградата кај што живее мајка ми, узурпирано. Се тужат со години, никако тоа со тој што узурпирал, никако тоа да излезе до крај, да има разврска. Скопје, му ебаа мајката на Скопје 36 години, толку силување, сакате сега ред да се ја мислам дека тоа не знам. Господ не може ред да оводе овде кај нас. Диво град, би шо ќе им правиш на Диво град? Што ќе им правиш, освен едино што можеш да ги легализираш, да им кажеш на луѓе, еве платете по толку, барем државата некако резима, легализирајте. А мафиозите претходно децении што го правеле тоа, ником ништо, така, тие само живееле долго, среќни и богато до крајот на животот. Многу од нив не се ни живи инвеститори. Нели? Кај нас затоа стана инвеститор синоним, еуфемизам. Значи, понежен израз за криминалец. За жал, луѓето, свеста на луѓето, зборот инвеститор е синоним или еуфемизам, или многу понежен збор за криминалец. Пак тоа беше причината и последицата, причината е корупцијата, а последицата е ова што го гледаме. Како штети вака ветрон. Ветрон, урагански ветар, бура како сакате нарече. Вака како паштети ги отвара. А да беше малце појак, што више у Скопје може да се очекува.
Меѓутоа, ние сами си го баравме у секој поглед. Ние многу сакавме, од 91 навака, многу сакавме да бидеме капиталисти. Многу сакавме да бидеме американци. И се што беше најдевијантното од Америка, ни дојде тука. Дали ние сами го повикавме, со помош на баење, магија, или оно по некој автоматизам си најде пат до нас, пошто ние нели гравитираме кон таа цивилизација, кон западната цивилизација. Ние немаме ништо со некои други морални вредности. Рецимо со будизам, со ова, со она, ислам. Ние кон запад гравитираме скроз шо. И се дојде кај нас, дури ураганите дојдоа кај нас. Како тргнало од 2014 година навака, со овие силни ветришта што фрлаат кровови на земја, што растураат, што туркаат дрва од корен, што ги корнат, што ги цепаат вака на пола. И остани ние да почнеме имиња да им даваме на урагани. И така ќе биде изгледот следната година. Еве, у Америка, ако беше ураганот Кетрин, кај нас ќе биде ураганот Ката. Или ураганот Артан. Добро. Тој од друг тип е ураган. Артан, тие се исто урагани кај нас, што овакво е. Ама е вакви, овие вистински урагани, предизвикани, нели, од овие силен ветар. Создај. Ураганот Стојче може да биде така убав наслов за ураган. Во исчекување на ураганот Стојче, Македонија во највисока фаза на како се вика, на тревога. Ураганот Коле се доближува до Скопје. И ураганот Коле, овој ураганот Коле ги отвара зградите кој штети од озгора. Шик. И одма вчереве, кажуваат и денес се очекува невреме, искрено не мислам дека ќе биде како на вчера, ама не дај Боже замислете да биде. Се што беше од тамо дојде. Ураганите ни дојдоа, серијски убици ни дојдоа. Еве и кај нас серијски убиец, судот, Кумановскиот суд. Дрога, тоа е стара приказна више. Дрога. Само што се вика Господа не чува од некоја појака дрога да не ни дојде. Тие крокодил, мокодил, дрогите што се у Америка. Врз база на фентанил, тие отровите. Уште само тоа крек, уште сме немали епидемија на крек. Крек кокаин. Ама како тргнало ова, како брзо ги учиме ствариве од нив. Еве TikTok, малолетничко насилство меѓу цури, и тоа дојде кај нас. Ова, кај да е ова масовни убиства по школи, кеdo. Па многу сакаш да бидеш некој што не си, обично тоа се случува. Си ја повикуваш белјата. А ние сме премали и за такви урагани, и за сиријски убици, и за малолетничко насилство меѓу девојчиња, она што се вика пубертетлики прв стадиум, и за дивење на мафијата, и за дивење на корупцијата. Ние сме премногу мали за такви луксузи. Премногу мали. За големи амбиции сме премногу мали. Ти не бива. Не можеш во една ваква мала држава да имаш амбиција дека мора да ја дека мора да ја поседуваш пола држава. Има кај нас ми имале такви примери. Еден човек има фикс идеја дека треба да ја поседува пола држава. Премногу сме мали за такви амбиции. Ама ова жилбата да се угледаме на агата, на бегот, не прави да мислиме дека се можеме да направиме. И кога мислиш дека се можеш да направиш, а си многу мал, ќе ти се случуваат вакви работи. Ќе ти се случи Гостивар, ќе ти се случи Кочани, ќе ти се случи Ласкарци, Маскарци, ураганот Стојче, ураганот Климе, тоа на Охридско езеро ќе биде тоа. Цунами. Значи, не ме чуди више, ништо не ме чуди. Цунами на Охридско езеро да се појави. За Македонија више ништо не ме чуди.
ураганот Климе. У Прилеп тој може да се викори тајфунот Рампе. Торнадото Баже. Не дека немаме имиња ние за урагани, за тајфуни и за торнада. Имаме имиња. Не знам стварно шо некад сами на себе сме си досадни кога кажуваме вакви работи. Ама ние изгледа секогаш имаме рефлекс реактивно да постапуваме. Наместо проактивно да спречиш да не дојде до глупост, до хаварија, до несреќа, предизвикана од нечија амбиција или алчност, ние тоа све реактивно од кога ќе се случи. Ај сега сите да излеземе, ај сега сите ова, ајде излезете, помогнете, ајде службите. Шо? Еве граѓаните вчера на улици беа искочени, јавев тука, не? Шо можеш да направиш? Како на толкаво дрво, како да го кренеш? Како да го кренеш? Кои сте собрани десетина луѓе, не можеш да го кренеш. Башка технички проблем има. Тоа дрво штетило фасада, влегло у собата, тој до другата зграда, му штетило гаражата, отворена имаше една гаража, попаѓало дрво, му е отворило гаражата од задниот дел, зиданиот што е. Отворена гаража, значи пола срушена, коли, немаш без увид тука да дојде записници, сликање, значи врзаните се раце, не можеш ни да викам, само е чудо како чудо и голема опомена, знак, презнак, како сакате кажете, што нема жртви. Она вчера у Скопје да помине без жртва. Значи некој сакал да не зачува. Сериозно ви кажа. И уште еднаш да ни каже, еве ви опомена, пазете што правите понатака. Видов многу наврати каде после некој кој ќе сака да ме оваква. Да ме поттикне на некој поголем општествен ангажман. Каде е општествен? Каде е општествен ангажман? Каде? За Калакурницава со труење со вода у водовод видовте колку души излегува пред општината? 20 луѓе. 20 луѓе. Знаете колку луѓе бевме вториот ден кога партиите после првиот ден кога една партија реши да одмори од случајот или крена раце? Кога беше скандалов со онкологија? Нели првиот ден една партија ги предводеше протестите, имаше 3 до 4000 луѓе собрано тамо и другиот ден ја немаше партијата. Буквално другиот ден, не беше више тука партијата. Знаете колку луѓе бевме да протестираме тамо на Кеот, кај протестиравме, Сакате да ви кажам колку луѓе бевме, може да ми потврдат. Без да ви потврдат. Беа околу 10 на 12 болни од канцер и бевме 3, 4 или 5 души останати. Фала Богу, здрави граѓани. Значи што не бевме пациенти. 15 луѓе бевме. 15 луѓе после таков скандал. И се прашувате, зошто не се случува тоа? Обштествена ангажираност. Барате излегување на улици. Помагање. Секоја чест. Секоја чест, пак ќе кажам за обичниот човек. Ама мислам дека ова што ја ви го кажувам, нереагирањето, овај рефлексот да не се реагира, зборува нешто друго. Зборува за една колективна летаргија, неверување дека некој може некогаш да ги среди состојбите овдека. Не затоа што не сака,
него затоа што е предалеку отиден. Предалеку. Оно што сме викале на времето за некои одредени работи, кога сме спомнали, значи прво треба тепих, атомска бомба и одново све да се прави. Така може би да. Не знам, искрено, како ќе се справуваме и понатака со вакви работи, само треба што се вика да се молиш да не закачат нас. Имаше пред многу години сум го гледал документарец за 5 њујоршки мафијашки фамилии што владеа до Њујорк до негде крајот на 80-тите. Тие Лукезе, Дженовезе, како се вика, Гамбино, нема везе, без везе, тие 5 фамилии беа, ги заборев 3 само памтам од нив. И нели у тоа време они 5 фамилии во Њујорк буквално ги држале сите дејности во Њујорк. Од поима неам, све било нивни раце. Од поима неам, онаа некоја спутана фабрика за чорапи во не знам каде во Бруклин, до не знам која градежна фирма не знам каде на Менхетан. Услужни дејности, такси, макси, јавен сообраќај, ова, она, фирми за молерај, за прајање фасади, значи све било нивно. Синдикати, све пристаниште работници, значи буквално се што можете да замислите било во рацете на 5 мафијашки фамилии. У тоа време 70-тите згради, крајот на 60-тите, 70-тите, во Њујорк гради по-луксузни згради прави татко му на Трамп. Во 80-ти Трамп продолжува да ги гради ова империјава згради и така. Значи, у тоа време, без изим дозвола на 5 мафијашки фамилии, ти не си смеел да прднеш без нивна дозвола, а не да градиш. И тоа е факт. Ти си морал со нив да си имаш, на ти го дај ми го. Иначе, нема да работиш. На своја рака, ако го правиш тоа, има да те снема. Значи, одма без приговор, тоаш биле бескрупулозно, премоćни биле 5 мафијашки фамилии во Њујорк, буквално имале корумпирано се, додека не се појавил у тоа време Рудолф Џулијани, кој што фактички со помош на државата ги ми одзеде моќта на 5 фамилии. Но што сега да кажам? Биле, што се однесува до овие работи, до услуги на луѓе, граѓани, градење згради, задомување, за било што, бизнис гради ова. Пази се, мафијава, пошто незин бизнисот она го држи. Мислам, луѓево што го прават бизнисот работат за неа и даваат одреден појма процентли или се нивни луѓе, па работи скроз за мафијава и така, не бит. Значи, основно правило им било, колку и да биле моćни, колку и да се било корумпирано, основно правило им било, врши работата како што треба да ја завршиш, да биде завршена добро, немој да ни ги натовариш на врат даночниците, FBI, гневот на граѓаните. Значи, кога градиш зграда, ја градиш по сите стандарди, за утре да не се деси заебанција, да се сруши зградата или кровот да одлета до тепа некој, или не знам, фасадата да падне или ова или она, за да не ни ги нафрлиш на грбот, на вратот органите на државата. Од обвинителство до полиција, до FBI, до даночници, до ова, до мафијата барала по стандарди да биде. Отимало некој колега на татко му на Трамп, кој што завршил забетониран у некој темел, најверојатно, на зградата што ја правил. Затоа што уште у време на, која била више готова како карабината или нешто огромна зграда,
попушта еден од столбовите и не знам гинат неколку работници на градилиштето или не знам што се случува таму, појма нешто се случило кај што се гинале неколку работници, 4-5 души. Го забетонирале утемелите. Па сега вие видите што е што е муабет. Така да ова што се случи вчера, морам да ви кажам, звучи глупаво, но сватете го како среќна околност, како среќно предупредување, некоја навремена тревога, кој што треба сите да не разбуди од прв до последен, особено државата, да тргне безмилосно у проверка на оно што мора да се провери, да не ни се случат во скоро време некои други трагедии. Велам да го свати како среќна ова околност на вчера, затоа што немаше жртви, неверојатно е. Неверојатно е. Ја нешто гуглав ова вчера, големи невремиња што имало по светот, дали поима немам Индонезија, Индија, Северноамериканскиот континент, Јужноамериканскиот континент. Значи, буквално во сите такви невремиња што ги евидентирале медиумите, имаше жртви. Дали 20, дали 15, дали 30, дали... Имаше жртви. Вака кај што се покажува на снимки градови со паднати дрва, со појменам превртени коли, или паднати фасади, или... Имаше жртви. Вчера немаше жртви. Просто е неверојатно да гледаме цел кров паѓа врз кола, фала Богу сите преживуваат и така натаму, дрво паѓа врз луѓе, повреди, нема смртна опасност, не се овакво е. Државата мора барем онаму кај што тоа може, кај што не отиде на предалеку работава, да воведе страотно строги регулативи. Сега, после ова невреме, да провери многу инвеститори што правеле кровови мовови, да провери многу инспектори кои што давале дозволи за подкровија за крововите, за не знам што, за какви да ти работи таму од општина или поима неа. Во минатото што се правени, како се правени, ја мислам дека после на вчера, истото, мора да има одговорност, мора да има апсења. Таму убаво се знае кој кога го реновирал ова, го реновирал она. Кровови на нови згради беа оштетени. Нови згради кај ше по 3000 евра квадрат. Како да ви кажам, зашо си платил бе ти 3000 евра? Кодам пријателов да летне дел од кровот, кај платил 3000 евра, лета дел од кров, му ја ебе колава доле. Абе, лудило, абсурди. Да не е трагично, ќе биде многу комично. 3000 евра квадрат, крова. Па тој што ја правда, треба комплетно затвор да иде цела фирма. Огромни се штети. Јас само овде у Карпа што видов, не е само во Скопје. И цела Македонија има огромни штети. Вчера ми пиша болницата у Штип, кровот исто одлетал. 8 септември. Ја вчера кога поминав, кровот од 8 септември кај Жан Митрев отишол на кафе. Овој на преглед. Пошто очигледно не му било нешто добро. На преглед си отишол кај Жан Митрев, кровот од 8 септември. Све живо што не требаше ни дојде од Америката. Уште да почнат звечарки да ни гмизаат по Партизанска или по Гологанов или по булевар Јане Сандански. Уште звечарки да гмизаат. И поима неам гризли да пијат вода, да се симнуваат гризли, мечки на фонтанине што се низ градов. И тоа душе ова.
Уште тоа ни фали. Или индијанци уште да не нападнат. Со едни томахавки на секри. Уствари нема више индијанци ни во Америка. Што се однесе до томахавки имаат, ама тоа се друг тип секирчиња. Ужас, не знам што да кажам. А ја, ако е некои зборови на утеха као да и денес се очекува невреме попладне, ама ја не верувам дека ќе биде со на интензитетот вчера, едноставно, нели? Тешко е два пати поред да му дадеш на народов и на градов гол со пета. Па нека е ураганот Стојчев прашање. Ај чао.